Ова е веројатно најтажната бувамара до сега. 11-та поред. И вечерва се види дека е можно човек да има се, а да нема ништо. Да си богат, а сиромашен. Затоа што погледнете, луѓе, салава е полна, ама празна. Седиштата полни, а срцата празни, затоа што те нема тебе, пријателе мој млад. Пред 10 години овде ја доби првата златна бувамара за најперспективен пејач, а во наредните неколку стана убедливо најнаградуваниот пејач во историјата. Вечерва нема аплаузи, нема врескање на обожавателки. Пријателе мој млад, кога прв пат те запознав, знаев дека ќе бидеш тоа што стана. Еднаш побарав да ти бидам личен шофер. Ме одби. Ти беше монах, духовен отец во цивилна облека, светец претворен во човек и испратен на земјава да ни ги олесни маките и да ни ги искае гребовите. Плачевме многу, плачеме се уште, има и за кого да плачеме. Сигурен сум дека и ти плачеш во овој момент и сакаш да си барем 2 минути овде со нас. Беше првата љубов на девојките, најголемата звезда на Балканот и најхуманиот човек што го познавав. Даваше и кога немаше и ги учеше тоа да го прават и оние што имаат, а чуваат само за себе, затоа што живееше со онаа старата дека раката што дава не се суши. Овие бубамари што вечерва ќе ги добиеш нема да ги подигне никој. Ние старите бубамарџи ќе ги однесеме во твоето вечно пребивалиште, во твојата спомен соба, во твоето најсакано Крушево и ти ветувам дека секој од нас ќе се обиде да те пронајде тебе во својата душа, да го пронајде својот мал Тоше и да го активира колку што е можно побргу. Пријателе мој млад, велат дека луѓето живеат онолку долго колку што ги споменуваме, а тебе вечно ќе те споменуваме. Ти почина без да умреш, а ние, откако ја слушнавме страшната вест, умревме без да починеме. И затоа летај по небото, дзирни понекогаш од зад облаците и појави ни се како најсилна светлина, ангелу наш недоисплакан, нека ти е вечна слава.